Денот го започнуваме со Ева Николовска, која што работи како проектен менаџер во лабораториум. Имено Ева се занимава со организирање на настани околу 2 години. Што е потребно за да се организира еден успешен настан и како изгледа нејзиното вообичаено утро, слушаме во продолжение. Ева, добро утро и добро дојде во нашата утренска емисија. Добре, мене идов пак. Како ти започнува едно вообичаено утро? Дали овде го започнуваш денот во лабораториум или? Па зависи, обично работното време, немаме работно време, ни почнува во 11 часот. И тука вообичаено е хаотично, сите вработени, што ќе правиме, како ќе правиме по некој клиент, некој настан, како ќе се организира тој настан. Значи, ниту еден ден не е досаден, секогаш има што да се прави и кога мислиш дека немаш работа, имаш еден тон работа. Така да, не можам точно да потенцирам како ми е, пошто нема како ми, едноставно се случува. Може да кажеш дека претежно утрата ти се зафатени или? Па не секогаш, ама има утра, например, кога се зафатени, ако имаме настан преку ден, каде што јас морам да сум порано овде, па јас го организирам настанот како ќе биде. Имам колеги кои ми помагаат, нели, за местото како да биде, да се организира, со организирањето и тука све мора да се регулира, така што зависи во зависност на настаните кога и како имаме. Колку и да си зафатена, најважно е да си има време за кафе. Да, секогаш. Ето утрото, тука сигурно со кафе го почнуваме. Да работиш долго време како организатор на настани. Може ли да кажеш нешто повеќе за тоа како започна целата приказна? Од каде идејата да започнеш да се занимаваш со ова? Вака, јас се занимавам со миниметност углавном, така почнав да се занимавам, ама секогаш сакав нешто повеќе да бидам од самата уметност и беше доста интересно да бидам, мислам, самиот лабораториум ми збореше пошто културно-едукативен центар. Прв пат кога дојдов на журката овде, бев кога јас овде ќе работам и беше доста интересно пошто кога излезе огласот за работа не ни знаев, искрено не ни имав нака желба да аплицирам, само бев кога ајде ќе аплицирам. Интересно ми беше што ќе биде, пошто друга работа имав at the time. И дојдов тука на разговор, се супер налюбиша што ми е менаџер, му кажав единствено, слушај, јас сакам само овде да работам, што ќе биде и доста интересна приказна и многу има да се научи од секој настан. Како изгледа самиот процес на планирање на еден настан од самиот почеток до самиот крај? Доаѓа клиентот, си кажува нели своите барања, ние му спремаме една понуда, потоа доаѓа како просторот ќе се организира и сега тука имаме уште тројца колеги кои што више се занимаваат нели со организација на самиот простор и ми помагаат, значи халата на пример е поголема од самото кафуле и за халата едноставно треба повеќе луѓе за организација на истата. При тоа што имаме и лаб дизајн маркет и тој треба некојаш да се тргне, да се изменаџира, сето тоа, значи е хаотично, ама секој настан на крај премногу успешен бил и сите биле задоволни и срекни, така што на крајот него не гледаш оној хаотичен момент како започнува. Од што зависи самото време траење за подготовка на еден настан? Дали од тежината на самиот настан? Да, многу е битно за каков настан станува збор и нели сега имаме некои настани што се по-лајт да ги кажеме, каде што знаеме да така ќе биде и тоа е тоа, ама имаме настани на пример каде што соработуваме со амбасади, некои посериозни настани каде што мора да си прецизен за се и нели таа тежина каде што мора да го водиш настанот, нешто да не се случи и валја тоа е тоа. Нема многу математика и сето тоа, ама има многу внимателност, треба многу внимателност. Треба за се внимателност, нели се разбира, но веќе кога напомена настан, пример, поврзан со некоја амбасада. Дали тука има па најмногу предизвици со кои што се соочуваш? Па може да се каже, на пример, еве летос кога гледавме европско првенство тука во фудбал и цела хала беше од не знам, собрани неколку амбасади, искрено бидам, не ги памтам кои беа. И мораше некој да го води, нели, сето тоа, каде што луѓето викаат, нели, чекај, не овој гол ќе даде, не овој гол ќе даде. И сега тоа можеби само по себе не е толку голем настан, но самата тежина носи тоа дека се неколку нели амбасади и ти мора да си тука присутен на самиот настан да видиш дали нешто ќе им треба, што ќе се случува, не дај Боже, нешто непосакувано да се случи. Може ли да издвоиме неколку компоненти главни, 5 главни компоненти за да се организира еден успешен настан?
Многу добра соработка е првиот. Значи, тоа е основно нешто. Добра комуникација, што претпоставам иде со самата соработка, и организација. Нема 5-3 се. Може ли да одвоиш некои настани кои што, иако верувам за сите ти е мило, што успешно на крајот се организирале, некои кои што ти останале во сеќавање или можеби првиот настан кој што си го организирала? Би сакала конкретно да зборам за лабораториум, пошто ми е ептен при срца. Би го одвоила као ГТА исто премногу као позитивни фидбек имавме од самиот настан и знам дека имаше негде околу 800 луѓе, бев работев ноќта. И ја бев воодушевена, пошто ја сама по себе рап не слушам. Ама луѓето колку беа заинтересирани у Скопјево и дојдоа и тоа беше бум и не можевме да постигнеме со работа, мораше секаде да биде. Тој настан, например, ми е ептен драг, пошто може би бил еден од поголемите настани на кои што сум била дел за организација нив. Исто така можам да го одвоам и Скопје Fashion Week, каде што соработувавме со нив, но луѓето самиот по себе евент е огромен и обемен, кај што имаше многу луѓе, цело време имаше движење и во ова кафуле и во самата хала и тоа беше исто преголем настан, но сите беа презадоволни, преубаво си поминавме. Тоаш и можеби ми беше најхаотично, пошто тоа мислам дека ми беше прв настан тука во Лаб, така поголем, више за ГТА. Некако и знаев што се случува, ама уште бев изгубена, пошто 800 луѓе, за Fashion Week може и повеќе имаше. После имавме Скопска игранка, Скопската игранка ми е при срце и секогаш ќе ја сакам. И Скопскиот квиз, прво имавме Скопски квиз, па Скопска игранка, така што по старите генерации, стари скопјани, например, доаѓа и на квиз погодуваа работи, не знам, прашања, такви ствари. Доста беше забавно и сите беа као, каде е сега журката? Во хала, сите се пренасочи и почнаа одма да играат. И ја таква енергија одамна неам видено во Скопјево, нешто такво се случува. И преубаво да се види дека нели по старите генерации има желба за дружба и некој тоа треба само да им го возможи. За крај, што би им препорачала на сите оние почетници кои што сакаат да започнат да се занимаваат токму со организација на некакви настани? Имајте некаков ред во самиот хаос. Тоа е единствено што можам да го препорачам. Благодарам Ева за разговорот и за првото утринско кафе испиено заедно. Благодарам и на вас, ми беше чест.